Здраво, ученици! Добро дојдовте во нашата училница. Јас сум наставник по физичко и здравствено образование Баско Ѓорѓовски од Општинското основно училиште Никола Вапцаров Струмица. Тема на денешен час е прескокнување на природни пречки. Па да започнеме со презентацијата на часот. Спортот може да го карактеризираме како физичка активност која бара одредена вештина и сила, која се изведува по одредени правила со цел да се рекреира или надпреварува. Она што го карактеризира секој спорт е јасната цел, комбинирана со впечаток за индивидуална или тимска вештина или способност. Координацијата може да се развие во природни форми кај децата од пониските оделенија во основното училиште. Акцент на педагошкиот елемент при избор на активности на природни форми на движење, прилагодени на секое дете, за да можат да учат, усвојуваат, применуваат секојдневно, користејќи ги нивните позитивни ефекти за развој на способностите. Преку избор на забавни и рекреативни активности може да се искористи така нареченото златно доба во кое се наоѓаат децата од оваа возраст и да го достигнат потенцијалот за развој на координацијата во периодот што се покажа како најплоден за развој на координацијата. Координацијата е најважната способност во однос на вкупната ефикасност на моторното однесување на човечките суштества. Учествува во реализацијата на практично секоја моторна структура, од наједноставните до најсложените форми на движење. Влијанието и важноста на оваа способност расте со сложеноста на моторните активности и е најочигледна во ситуации на брзо решавање на проблемите на моторното ниво. Грешките во методологијата за развој на примарни вештини за координација за време на спортскиот час, односно тренинг, ќе остават трајни негативни последици врз моторната ефикасност на човекот, стекнување и подобрување на вештините. Кога зборуваме за координација кај децата, важно е да се земат предвид чувствителните фази на развој на оваа способност. Најголемо влијание врз неговиот развој има од 6 до 12 година, што кажува кога треба да се започне со насочен развој на цела низа основни вештини. Природни форми на движење. Врз основа на кои се надоградуваат сите други моторни вештини се природните форми на движење. Тие можат да се дефинираат како основни моторни активности или служат како основа за подоцнежни, понапредни и покомплексни активности. Децата најпрво ги совладуваат овие форми на движење и ги користат секој ден. Природните форми на движење имаат се поголемо значење за формирање на антрополошката основа врз која се специфичните спортски моторни вежби можат побрзо и полесно да се формираат, но и за општиот развој и здравствениот статус на остаткот од популацијата без оглед на спортската професија. Природните форми на движење се вид на моторна активност што треба да се развива веќе во градинка и постепено да се развива во пониските оделенија на основното училиште. Постепено надградување на оваа физичка активност дава широка и разновидна програма поврзана со биотички моторни знаења. Нормално е дека учењето во градинка ќе биде најактивно преку игра и наједноставни форми на движења, додека подоцна ќе се научат покомплексни движења. Помладите деца на училишна возраст продолжуваат да развиваат природни форми на движење преку игра. Групата на природни форми на движења вклучува успешно совладување на просторот, надминување на пречките, надминување на отпорот и совладување на ракувањето со предметите. Природните форми на движење овозможуваат совладување на простор и тоа тркалање, трчање, одење, совладување на пречки, прескокнување, скокање, влечење, искачување, балансирање, совладување на отпор, држање, подигнување, носење, туркање, качување, влечење, туркање, манипулација со предмети, фрлање, фаќање, поминување, пукање, водење, жонглирање.
Знаењето за совладување на просторот со поскоци и скокови треба да биде на ниво на учење за децата да бидат подготвени да ги надминат пречките. Разните препреки може да се применуваат при одење, трчење, така што децата лесно можат да ги надминат преку поедноставни веќе усвоени движења на најбезбеден начин. Скокање. За скоковите е потребна одредена количина контрола на движење, координација на рацете и нозите. При секој скок се изведува замав со рацете, што ја олеснува ритмичноста и насоката на движењето кај децата, а често пати се изведуваат и спонтано. Скокот се состои од фаза на лет и слетување, за да бидат добро научени и споени во целина. Посебно внимание треба да се посвети на слетувањето, неопходно е да се обезбеди мека површина. Детето треба да слета во расширена положба над предниот дел на стапалото во клек за да постигне амортизација на слетувањето. Добра научена фаза на слетување спречува можни повреди и страв од скок од висина. Сега ќе ви презентираме видео од 9 вежби, кои што ќе можете да ги погледнете на следниот слайд. На првото видео имаме суножен скок од место или скок со споени нозе напред. Век на второто видео имаме скок од нога на нога. На третото видео скок на страна со двете нози. На четвртото видео веќе можеме да видиме скок наназад. На петото видео имаме скок во висина. На шестото најразлични скокови во место. Седмото наскок или скок на клупа. Додека на осмото веќе имаме отскокнување од клупа и на последното девето видео прескокнување на пречка во висина. Така дојдовме и до крајот на нашиот денесен час памт да го извлечеме заклучокот. Училишна возраст е важен период во живот на поединецот и критична фаза во која можноста за координација може да биде најоптимално развиена. Затоа е потребно да се фокусираме на разновиден широк спектар на природни форма на движења, а не, например, само на изведување на само една активност или спорт. Бидејќи станува збор за деца, треба да се има предвид дека на таа возраст детето ќе му биде полесно да прифати задача, доколку таа биде представена на забавен и интригантен начин. Примената на сондржината на комбинирање на разни движења, промена на простор, помагала, реквизити и така натаму. Од големо значење е да се поттикнуваат децата да учествуваат во дадени активности, така што за подоцнежната возраст те има добра основа и навика да се занимаваат со спортски активности на различно ниво, па дури и на највисоко ниво. Поздрав, тоа беше се за денешниот час и се гледаме во некоја следна прилика.